15 лица со униформи на ОВК деновиве се забележани во 2 скопски села, велат извори на А1. Тоа не се организирани групи, а полицијата ги лоцирала и стопирала нивните дејства. Во селата Брест, Липково и Гошинце засега нема забележано движење или влез на екстремистички групи, а под засилена контрола се пограничните села Вејце и Вешала, како и Танушевци и Малино. Во меѓувреме албанците во Швајцарија продолжуваат со организирано собирање средства за помош на екстремистите во Македонија. Секој албанец со 6 до 15% од годишната плата издвојува за Ослободителната национална армија, велат странските разузнавачи. Истите извори за А1 потврдија дека за главен шеф на албанската мафија, која ја финансира борбата на она, се смета Беџети Пацоли, кој во Швајцарија живее од 1986 година. Неговиот главен бизнис е дрогата, но собственик е на компанијата Мабатекс, која се занимава со инженерик, билјард клубови, стрип барови и има вкупно 14.000 вработени. Собственик е и на неколку погони во Македонија, аферата Кремљ, во која тогашниот претседател Борис Јелцин и неговите две ќерки Елена и Татјана поседувале кредитни картички Американ Експрес и Еврокард, а чии конта ги полнел токму Беџети Пацоли. Тогаш излезе на виделина дека преку Мабатекс Пацоли ги подмитувал руските државни функционери и семејството на Елцин. Неговото пребивалиште е не само Италија, туку и Швајцарија. И токму Швајцарија е земјата што министерот за правда Џевдет Насуфи не побара екстрадиција во Македонија. И третиот, Али Ахмети од Кичево, инаку роднина на Велију, кога екстремистите го избра за свој политик. Повик до цивилното население во кумановските села Лојане, Матејче, Липково, Слупчане, Оризари и Ваксинце подитно да ги напуштаат своите домови и да се евакуираат во насока кон Куманово со движење по асфалтниот пат. Секое движење по други патеки и правци, рече на пресконференција владиниот портпарол Антонио Милошовски, ке се сметаат за легитимни цели за дејствување на македонските безбедносни структури. Излекувањето треба да заврши најдоцна до 16 часот и 15 минути. Жителите со себе треба да понесат легитимации или патни исправи. Министерствата за одбрана и за внатрешни работи ги повикуваат терористичките групи веднаш да го ослободат заробениот војник на армијата на Република Македонија и да го предадат оружјето на безбедносните органи. Повикот од надлежните министерства се упатува со цел во овие подрачја да се води од Лопате кон Куманово се забележани десетина возила на цивили кои се евакуирале од кризниот регион. Меѓутоа, на патот од Ваксинце што води кон Куманово не се забележува воопшто никакво движење, ниту на пешаци, ниту на возила, што значи дека жителите на Ваксинце не го напуштаат својот дом. Нашата екипа се наоѓа точно на железничката пруга помеѓу селата Речица и Ваксинце. Тука покрај рампата има стационирано поголема група припадници на македонската полиција. Можеме да кажеме дека расположението меѓу нив е одлично и тие одлично и соработуваат со нашата екипа во состав Дејан Атевски, Војче Николовски и Сонја Николовска. Се случаат повремени детонации кои доаѓаат некаде од другата страна на редовите и се упатени во правец на позициите на албанските терористи во селата Ваксинце, Слупчане, Отља, Оризари, Матејче и другите околни села. Се гаѓа главно со артилериско оружје и тоа како против напад на артилериското и рафалното стрелање од страна на терористите. Се случаат од време на време силни детонации, меѓутоа не можеме да известиме за некоја поголема акција што би следела по прекинот на ултиматумот што беше даден. Иако на ултиматумот му предходеше двочасовно затишје на борбени действија и по престанокот на ултиматумот нема некоја поголема акција, освен како што споменав, повремени силни детонации и џад што се гледа наместа низ во куќите, меѓу куќите на селото Ваксинце. Терористите пак водат еден вид специјална војна. Тие постојано пласираат разни шпекулации дека наводно бил погоден хеликоптер на армијата на Република Македонија, дека имало многу цивилни жртви, како и дека жителите на Слупчане што се евакуирале кон Куманово биле пресретнувани и наводно малтретирани од македонската полиција. Инаку, според нашите информации, ноќеска било гранатирано селото Режановце, при што била погодена. Жени и деца како заштитен штит пред рововите на паравојните формации, тврдат МВР извори.
Тројца војници повредени кај Танушевци од мина. Хиси Шакири во првата борбена линија на ОНА. Наместо кривична пријава, исплатена априлската плата. Не е предоста за Македонија. Њујоршки став. Земјата е пред граѓанска војна. Вински печат. Големата коалиција пред породување. Каже, не барам точна локација, но каде сте во овој момент? Јас во овој момент се наоѓам на командното место на командната група која раководи со борбените дејства во Почелокиот регион на Куманово. Марковски, најнова информација дека наводно е нападнато село Лопатне, Кумановско. Каде се наоѓа селото и дали е точна оваа информација? Селото Лопатне е во непосредна близина на самиот град Куманово и во пред 10 минути наша еден екипаж со тенкови проаѓаше всушност низ селото Лопатне, така што не може да се зборува за напад врз селото Лопатне, но може да се зборува за еден инцидент. Има ли повредени кај македонските припадници? Не, бидејќи се работи за сосема мал инцидент, на кој ние моравме да одговориме. Што значи мал инцидент кога се пука? Мал инцидент значи дека нема посебна опасност за екипажот кој проаѓаше низ Лопатне. Кажете ми, имате ли намера со оглед на тоа дека не се повлече местото население или не се повлече во очекуваниот број, да ги продолжите нападите и на каков начин селективно вршите напади и гранатирања во оваа широка зона на Кумановскиот регион? Мора искрено да се каже дека тоа што терористите не им дозволија на населението да се повлече од населените места представува сериозен проблем и за населението, но и за нас. Ние имаме сосема потврдени податоци дека фактички населението се чува под нивно малтретирање, тие терористите ги принудуваат да војуваат. Матумот за евакуација кој не даде резултати, околу 11 часот и 30 минути почна нова акција за уништување на упориштата на терористите. Операцијата се води на 4 фронта и тоа во селата Вакцинце, Слупчане, Оризари и Отлја, а се гаѓа од повеќе пунктови. Акцијата прво почна во Вакцинце со употреба на артилерија и тенкови, а нешто подоцна нападнаа и борбените хеликоптери Ми-24. Во главно действуваме 10 цивили. Предпоставка е дека во селата има околу 3000 цивили. Терористите, вели Марковски, го користат ултиматумот, време во кое не действуваат АРМ и МВР, за да ги прегрупираат своите сили. Акциите на безбедносните македонски сили ќе продолжат, вели портпаролот на армијата, се додека не биде исчистен теренот од терористи и не се нити било какви оштетувања на техниката и на различни позиции, подвижни или вкопани на диверзанско-терористичките групи. Осум митралески гнезда, направени како бункери или сместени во одредени делови на одредени куќи. 7 снајперски гнезда, 6 контролни пунктови, 3 магазини со оружје и една огнена позиција на минофрлачи на безбедносни сили од вооружени действија, терористичките групи продолжија со провокации во текот на денов. Последната од нив беше во 13 часот и 30 минути кога од бункер во реонот на Слупчане бил отворен оган врз нашите сили, на што било жестоко возвратено. Предходно во 10 часот и 10 минути исто од Слупчане бил отворен снајперски митралески оган врз македонските безбедносни сили. Тоа уште еднаш докажува дека терористите не познаваат никако воен кодекс, уште повеќе и што го малтретираат населението и не му дозволуваат да се повлече од кризниот регион, рече портпаролот на генералштабот полковник Благоја Марковски и напомена дека најверојатно ова е и последниот ултиматум упатен до терористите. Сепак тој не прецизираше што може да се очекува по истекот и на овој ултиматум утре по 12 часот. Инаку екипи на Меѓународниот комитет на Црвениот крст изутрина се упатија во селата во кризниот регион, меѓутоа до доцните попладневни часови таквата акција се уште без резултат,
Според информациите од таму, првите евакуирани жители би можеле да пристигнат после 18 часот денеска. Денеска и челниците на ПДП разговара со градоначалникот на Куманово за актуелната безбедносна состојба, како што изјавија, разговарано и за возможување на меѓународните хуманитарни организации да влезат во кризното подружје. Вооружени провокации и борбени действија. По истекот на ултиматумот денеска напладне од село Лопате се евакуирани 76 лица. Неофицијално знаеме дека жителите од село Отлија сакале да се излечат, но тоа не им го дозволуваат терористите. Информациите говорат дека жителите од селата од кризниот регион масовно се придвижуваат кон Липково. Од армиски извори дознаваме дека представници на ОПСЕ се на теренот. Синоќа во периодот меѓу 23 часот и 30 минути и 1 часот по помоќ, албанските терористи неколку пати отвориле оган од автоматско оружје и од минофрудачи од правец на селата Слупчане и Оризаре. Нашите безбедносни сили жестоко одговориле на огнот. Нема повредени ниту загинати припадници на армијата и на полицијата. Жителите на Опаје вчера вечер го напуштиле селото и се упатиле кон Куманово и кон Скопје. Во Општинскиот Црвен крст во Куманово до денеска напладне се евидентирани вкупно 2460 разселени. Никуштак. На тој реон од полициските пунктови информација дека поминале не повеќе од 600 лица. И покрај сите информации дека УНХЦР и Меѓународниот Црвен крст ги извлекуваат бегалците, не забележавме нивни екипи, освен едно возило на ОПСЕ во градот и едно на Меѓународниот Црвен крст. Бегалците не сакаат да бидат снимани, главно велат дека се исплашени од пукањата, од престрелките, велат дека жените и децата се плашат и плачат и ништо повеќе од тоа. Никој од нив не се пријавува во Црвениот крст, обично велат тоа го прават подосна, но не сите. Се сместуваат во семејства на роднини. Во Кумановскиот регион тоа и денеска не се случи. Терористите останаа таму кај што беа, вкопани во рововите и во подрумите на куќите во Слупчане, Оризаре, Опаје, Липково, Ваксинце, Отлја и Матејче. Немаше ниту офанзива на македонската полиција и војска и точно напладне сликата во Кумановско беше ваква. Мирно, иако многу напнато беше и во селото Опаје, каде денеска за прв пат од почетокот на кризата влегоа новинарите. Селото е поделено речиси на половина. Во првиот дел се македонската војска и полиција, во вториот терористите. Дења не се забележува никакво движење, но ноќе се пука од различни места. Ова е селото Опаје. На 100 метри од мене, во куќите што ги гледате, се снајперските гнезда на терористите. Во текот на ноќта, па до утрово до 5 часот, од овде се отварал оган од автоматско оружје и од снајпери. Опаје има околу 600 куќи, во него живеат 5000 жители. 70% се албанци, останатите се македонци. Сите македонци го напуштиле селото, албанците ги евакуирале жените и децата, но мажите се во подрумите или во крајните куќи кон Слупчане. Ова се траги од борбите. Улицата во Слупчане ја поминуваат само мачки и кокошки и транспортерите на полицијата и војската. Куќите се празни, во дворовите е добитокот кој самиот се грижи за себе. Вака изгледаат автомобилите во гаражите, ниту провокација од страна на терористите. Сепак ситуацијата во Липковско-Кумановскиот регион е доста сложена, бидејќи како што изјави портпаролот на армијата полковник Благој Марковски, терористите се тука на теренот. Денеска биле забележани нови утврдувања и прегрупирање на терористите, пошто во 11 часот и 25 минути македонските безбедносни сили презедоа акција за нивно разбивање. Се действуваше на две селективни цели, односно се работи за нови утврдувања и командно место на терористичките групи северо-западно од Слупчане и северно од Ваксинце. Моментно на теренот е мирно и нема вооружени провокации и борбени действија. За разлика од вчера, денеска е многу помал обемот на раздвижување на цивилното население. Еден поголем дел се групирани во Липково, додека по јужните места нема раздвижувања, потврди полковник. Меѓу 6 и 3 генералите Јован Андревски и Панде Петревски. Тој имаше средби со луѓето што раководат со операциите во Кумановската касарна Боро Менков. Постои војно решение, постои политичко решение, меѓутоа јас се обидувам заедно со државниот врв да го најдеме тоа што значи трајно решение и вистинско решение. Така да храброста, воздржаноста, трпеливоста и она што значи грижливост се нашите и препознатливи белези или ја би рекол златни елементи на припадниците на армијата и на припадниците во Слупчане е отворен оган кон нашите сили стационирани во местноста Стар Бунар. Потоа, од 13 часот и 25 минути до 15 часот во неколку наврати е огласено терористичкото оружје од село Ваксинце. На сите овие провокации, вели полковникот Марковски, безбедносните сили одговорија соодветно, при што е разбиена една подвижна позиција и се уништени 2 джипа во местноста Кукска Мала.
Северно од Ваксинце е забележена и уништена подвижна позиција, што ја се очинувале 15 терористи. Во 15 часот од позиција на албанските терористи, стационирана на само 400 метри од селската џамија во село Ваксинце, е действувано против нашите сили, при што е одговорено на провокацијата и е уништен еден склад со оружје. Како што не информира полковникот Марковски, денеска нема ниту повредени, ниту ранени. Бележани ниту нови движења или прегрупирања на позициите на терористите лоцирани во Липковските села. Од полициски извори дознаваме дека утрото во селото Лопате врз основа на претходно сознание е извршен претрес. Во една куќа се пронајдени 3 автоматски и 3 полуавтоматски пушки, 909 нивните досегашни воени активности на ова подрачје, при што ни беше речено дека, како и многу пати досега, и овој пат се потврди дека родот артилерија е кралица на армијата. Командир на ова оделение е капетан прва класа Блажо Велков, на кого ова не му се први борбени искушенија, зашто веќе ги има поминато војните во Словенија и во Хрватска. Наша задача, вели капетан Велков, е одбрана на територијалниот интегритет и суверенитетот на државава и подвлекува дека во изминативе денови војниците се на висината на дадените задачи. Мојата единица е доста добро подготвена за извршување на сите поставени задачи. Каков е моралот на единицата? Моралот кај војниците и старшинскиот состав е на многу високо ниво и се надеваме и ќе биде и ќе остане така до крајот. Каква беше успешноста на вашата единица во извршувањето на дадените наредби? Сите поставени задачи кои беа пред нашата единица се извршени во целина, во потполност. Ги очекуваме наредните задачи за кои гарантираме дека исто така ќе биат. Планина се слушнаа детонации. Според полициски извори, македонските безбедносни сили во планинските предели забележале група униформирани лица против кои е действувано со артилерија, пошто групата е разбиена. Детонации во овој регион се слушаа и синоќа, од нешто по полноќ па до 2 часот наутро. Терористите стрелале со минофрлачки проектили, при што 3 проектили паднале во непосредна близина до хотелот на Попова шапка. За среќа, на објектите на Попова шапка не е причинета никаква материјална штета. На оваа провокација, армиските безбедносни сили жестоко одговориле со употреба на артилеријата. Исто така, според извори на МВР, пред синоќа, терористите успеале да оштетат и столб на далноводот кој води кон Попова шапка. Во електрополокот Тетово потврдија дека еден столб на далноводот е оштетен, но дека снабдувањето со електрична енергија не е во прекин. Стручните екипи на електрополок во текот на денешниот нешто по 18 часот повторно започнаа со напад врз позициите на нашите безбедносни сили. Според армиски извори, терористите со митралески, снајперски и минофрлачки оган действуваат истовремено од целата Слупчане, Оризари и Ваксинце. По 30-минутно воздржување на нашите сили и се пожестоки напади од страна на терористите, македонските безбедносни сили во 18 часот и 40 минути на овие напади започнаа со соодветно отворање оган од сето расположено. Во моментот на јавувањето борбите во Тетово се слушнаа детонации кои што доаѓаат од правец на Шарпланина. Портпаролот на Министерството за внатрешни работи Стево Пендаровски ни ја потврди оваа информација, додавајќи дека станува збор за деактивирање на мини од кои се чисти теренот. Портпаролот Пендаровски дециден дека не се работи за било каков вооружен напад од терористичките групи врските сили кај село Лисец Тетовско. Действувано е со минофрлачи врз 2 теренски и едно патничко моторно возило на полициските сили кои се враќале од местноста Дервент, каде што во координација со армиските сили преземале вооружени активности спрема терористите. Во вооружениот напад е погодено едно теренско и едно патничко возило, при што 3 припадници на посебната единица на полицијата се здобиле со повреди од шрапнели во пределот на рацете. 45 минути во близина на полицискиот пункт Лисец од страна на терористичка група е извршен вооружен напад на припадници на полицијата кои со 2 теренски и едно патничко моторно возило. Во нападот се вели во соопштението на Министерството за внатрешни работи, од страна на терористите бил отворен оган со минофрлачи, при што е погодено едно теренско и едно патничко возило на полицијата и се повредени 3 припадници на посебната единица. Општината Липково, кој не е под контрола на терористичките групи, и селото Матече, во кое заедно живеат македонци, албанци и срби. Во селото функционира и полициска станица, единствена во Липковската општина во која живеат над 25.000 луѓе. Ова е Матече. Зад нас, на редовите на целото, се наоѓаат позициите на албанските терористи. Овој пат инаку се користи и за извлекување на цивилното население од селата кои се под контрола на Ослободителната национална армија.
По селото слаба раздвиженост на луѓето. Причина секако стравот од борбите и залутан куршум. Сепак од 3 мај во селото и во околината немало борби. Но манастирот Света Богородица, кој се наоѓа на ридот на селото, не е под контрола на македонската полиција. Во него се сместени терористите. Полициски извори сметат дека во детското одмаралиште до манастирот, во кој има 250 кревети, се наоѓа еден од штабовите на ОНА и нивната болница. Затоа дел од жителите на Матиче живеат во Куманово и само повремено доаѓаат во селото. Оние што останале ретко излегуваат и се жалат на слабата понуда во локумина со нови престрелки и борби. Во АРМ велат провокациите почнаа веднаш по ослободувањето на војникот Горан Митревски и завршија ова утро. Војската мораше да одговори со артилерија и со тенкови. Денот измина мирно се до 14 часот кога се слушнаа повеќе детонации и рафална стрелба од правец на Оризари и Слупчани. Војниците во тоа време деактивирале 2 мини, а не е познато потеклото на рафалите и на уште неколку детонации над Оризаре. Воени извори велат можно е да има и судири помеѓу самите терористи поради нетрпеливост на неколку групи во рамките на ОНА. До крајот на денот не се очекуваат нови провокации, иако се забележени активности на терористите. Не се забележени посебни провокации на терористичките групи од овај район, иако до попладневните часови денес се забележени одредени преструктурирања и разместување на терористите. Секако ние будно ги следиме тие настани. Ќе действуваме тогаш кога ќе почувствуваме дека тие за нас представуваат опасност. Разврска на турбуленциите во Република Македонија. Наводниот план за чиј креатор се трага подразбира претходна владина согласност и би почнал да се реализира од утре, а најдоцна за 1 месец целосно би се спровел. Како што вели странскиот дипломат, за наводниот план била запознаета македонската влада, а него наводно силно го поддржуваат албанските политички лидери во Албанија, на Косово, во Република Македонија, како и припадниците на ОНА. Планот би предвидувал прекин на сите војни действија и давање амнестија за припадниците на ОНА кои имаат македонско државјанство, а кои не извршиле војни злосторства. Истовремено, припадниците на ОНА би ги симнале униформите, би го положиле оружјето и би исчезнале на Косово. Оружјето би го собрало ОПСЕ и би им го предало на македонските безбедносни структури. Според наводниот план не се предвидува политички диалог со припадниците на ОНА. Напротив, се осудуваат нивните насилнички активности, но не би се исклучила можноста нивните политички барања да ги застапува некоја легална политичка структура во земјава, а во јануари, доколку она се трансформира во политичка партија, не би се исклучила можноста за нејзино учество на парламентарните избори. Неименуваниот странски дипломат вели дека амнестијата е најтешката отстапка што би ја направила македонската влада, за која што не се кажува како би се извршила, ниту пак кој би го утврдил идентитетот на оние лица што би биле амнестирани. Изворот вели дека целата меѓународна заедница има целосно разбирање и сочувствува со загубата на животите на македонските безбедносни структури, која со ништо не може да се оправда. Што е изборот, се прашува неименуваниот странски дипломат. Првиот е политичко решение, а вториот е воена солуција. Военото решение би донело многу жртви и би ја зголемила недовербата меѓу македонците и албанците. При тоа не би се исклучила и можноста албанските политички партии да се повлечат од владата и од парламентот и не би се исклучила можноста за проширување на инцидентите и во други локации низ Република Македонија. Во тој случај, вели изворот, на Република Македонија би се повторило босанското сценарио, кое однесе повеќе илјади животи, донесе многу страдања и направи огромни материјални штети, за на крај сепак да доведе до каков таков мировен договор. Неименуваниот странски дипломат во Скопје изрази уверување дека наскоро се очекува да се направи вистински на терористите во рејонот на селата Ваксинце, Слупчане и Лојане, односно Рудничка колонија. Нешто пред 11 часот 2 хеликоптери на АРМ гаѓаат позиции на терористите во рејонот на село Слупчане. Се користат артилериски и тенковски единици. Терористите повремено возвраќаат со минофрлачки и снајперски оган. Како што информираше полковник Благоја Марковски, македонските безбедносни сили презеда офанзивни действија заради постојаните вооружени провокации од терористите
и заради опасноста од нивните действија за населението во поширокиот Куманов-Липковски регион. Целта нова офанзива е обкружување на селата во кризниот регион, разбивање на терористичките групи, како и создавање услови за евакуирање на населението, што ќе донесе овој ден во Липковскиот регион. Бидејќи додека новинарските екипи се доближувавме до селото и разговаравме со министрот за внатрешни работи Бошковски, се пукаше врз нас од снайперски оган, така што сега сме сите заслонети, ниту новинарите, ниту министрот и оние што не зачитуваат, никој не е повреден. Инаку, да кажем и тоа дека во Ваксинце е влезено околу 15 часот, дека веќе седнат македонските безбедносни сили, меѓутоа има и терористички групи кои што се уште пружаат отпор. Добивме информација дека тоа случуваше некаде околу 15 часот, добивме информација дека изутрината дека траеле престрелките, дека терористите повикале Меѓународен Црвен крст да влезе со намера да прикажат цивилни жртви, односно да ги прикажат нивните жртви, велат дека бројката е некаде околу 40 луѓе кои што се повредени, кои што се обиделе да ги пресоблечат. Инаку предпладнево и во текот на денот е разбиена и една поголема група, околу 50 терористи во околу селото Лојане. Исто така да кажеме дека и кај Табановце е пукано и таму од минофрлачки оган е пукано врз цистерната за дезинфекција која што се наоѓа на граничниот премен. И интересна информација во моментот што можам да сообщам дека терористичките групи се повлекуваат кон север, меѓутоа како што дознаваме од полициски извори, најверојатно тие наредниот ден ќе се појават во Тетовско, значи го напуштаат овој крај и се прегрупираат во Тетовскиот регион. Контактирав со портпаролот на АРМА, полковникот Благо Марковски, причината поради која започнала офанзивата е зголемениот број на провокациите од страна на терористите и поради тоа армијата морала да действува за да ги заштити животите на припадниците на нашите безбедносни сили. Со жестокиот оган во Слупчане и во Ваксинце уништени се митралески, снајперски гнезда и позициите на терористите низ овие села. Дали действуваа хеликоптерите кога тие се вклучија во акцијата? Па хеликоптерите учествуваат од почетокот на акцијата. Еве сега гледаме како делуваат врз селото Слупчане. Околу 11 часот действува врз позициите на терористите во самото село Слупчане, односно во областа, местноста Борова шума, кај од каде постојано се пукаше кон нашите сили во текот на претходните 22 дена и така и во текот на денешниот ден. Потоа еве сега гледаме хеликоптерите, ова е дејство некаде околу 12 часот. Над кое село? Ова е над Ваксинце, ова се ридовите зад селата, значи се дејства скроз позади селата. Значи кај местото Алешевци каде што се сместија македонските безбедносни. Некаде во местноста Алешевци и од таму постојано се крива чат. Сега не знаеме која е причината зашто се таму дејствува, меѓутоа според некои извори таму се некои нови позиции кои се претходно подготвени. Офицерите кои утрово го посетија местото не информира дека уште на почетокот на борбите, значи некаде после 8 часот, пресечени се сите комуникации меѓу одделните села, така што освоена и местната рудничка колонија, односно рудникот Лојане. Таму има и позиции на нашите безбедносни сили, значи пресечени се помеѓу Лојане и Ваксинци, да не може да действуваат во тоа. И не може да действуваат, да се координираат помеѓу себе. И за крај дали имаше движење на цивилите? Не забележавме никакви движења на цивилите од тој реон и со полицајците кои се наоѓаат на пунктовите што ги прашавме, нема забележано никакво движење, единствено некои жители од Допај видовме кои се извлекле предходно и Селото Љубе Бошковски околу 14 часот и 30 минути биле заземени позициите кај првите куќи на селото, додека даваше изјава за медиумите од правец на Ваксинце. Над главата на министерот и над главите на новинарите беше отворен снајперски оган. Повредени нема. Министерот Бошковски веднаш после тоа појасни дека се работи за поединци одметнати од разбиените групи терористи. Тие најверојатно ќе бидат исчистени до вечерните часови. Министерот Бошковски рече дека и другите села се обколени од македонските безбедносни сили. Таму, особено во Слупчан и Оризаре, терористите се опоменуваат постојано со помош на мегафони да го положат оружјето, доколку не го направат тоа во текот на утрешниот ден. Ќе бидат уништени сите терористи, а селото ќе бидат заземени од македонските безбедносни сили. Инаку во Ваксинце, според Бошковски, нема цивилни жртви. Сега околу 17 часот се очекуваат првите евакуирани жители од Ваксинце.
На прашањето дали ова акција е одговор на вчерашната вест за средбата Џафери Мери Ахмети, министер Патунов на Министерството за внатрешни работи Стево Пендаровски и на македонската армија полковник Благоја Марковски. На средбата со новинарите е официјална потврда за она што во текот на денот го јавувавме од теренот, дека заради вооружените провокации и се посилното и поголемо малтретирање на цивилното население од страна на терористите, кои се држат како жив штит, македонската армија во 8 часот изутрината презеде офанзивни действија со цел окружување на селото, изолација и разбивање на терористичките групации. Се действуваше со артилерија и со оклопно механизирани единици по околината на Слупчане, Ваксинце и Лојане, информира полковник Марковски, додавајќи дека припадниците на македонските безбедносни сили во потполност ги извршија своите задачи. На два пати, во 10 часот и во 13 часот, како што рече Марковски, некои се обидоа да ни припишат дека наводно армијата погодила 6 подруми во село Слупчане и дека имало голем број цивилни жртви. Ова информација од Марковски беше енергично отфрлена и демантирана како неточна. Во 14 часот и 20 минути кај пунктот во Матеќе од Липково е пренесено рането дете на 4 годишна возраст од страна на градоначалникот на Липково. Обидот за помош од страна на македонските безбедносни сили бил одбиен, информира портпаролите на пресконференцијата. Портпаролот на МВР Стево Пендаровски со информација дека 55 лица од Ваксинце побарале помош за нивно излекување од селото, тие се веќе извлечени, а во 20 од нив на запати било пукано од страна на терористите. Потврда од Пендаровски дека со 4 гранати е гајгано на граничниот премин Табановце, при што е оштетено едно товарно возило. Ова се главните акценти од пресконференцијата на 11 кумановски села кои 22 дена беа под окупација на терористиве. Утрово најжестоко беше кај селата Слупчане, Ваксинце и Лојане. Нема жртви и повредени македонски војници и полицајци. Терористите се повлекуваат кон Косово. Драган Антоновски попладнево беше во Куманово и туку што се врати од кризниот регион. Драган, како влегоа волците и тигрите во Ваксинце и кога се случи тоа? Имено борбите почнуваат од цела ноќ, според она што ни го кажа портпаролот Марковски. Провокациите, главниот мотив за влегувањето на македонските безбедносни сили во Ваксинце е токму заштитата на цивилното население и извлекување на населението, бидејќи познато е влезот на југословенската војска од другата страна и опасноста од спојување на ова ПМБ со албанските терористички групи во Македонија. Некаде околу 15 часот полициските тигри и волците, еве ова веќе може да го видиме на филмот, влегуваат кон Ваксинце. Во моментов или до околу 18 часот додека бевме таму, ни рекоа дека се водат клучните борби, дека буквално се оди од куќа на куќа за да се не се дејствува со тешка артилерија, токму поради заштитата на цивилното население за да се овозможи за што поголем број да се извлече. Според она што ни го кажа, околу 50 цивили од Ваксинце веќе се пријавили и побарале помош од населението, од македонските безбедносни сили за да им помогнат да излезат. Меѓутоа, има голем проблем со терористите затоа што веќе никој не може да ги контролира и не може да знае како тие ќе реагираат во таа ситуација, затоа што имаше некои ситуации кои што ги објаснува луѓето дека тие пукаат за нив, не знаат дали ќе пукаат во нив или за нив. Има многу шпекулации дека се повредени цивили во Слупчане, иако Марковски денес изјави дека воопшто не е пукано на ниту една куќа во Слупчане, туку борбите се водат над селата, над градовите, бидејќи терористичките единици веќе се прекинати, разбиени и така што по целиот тој реон, по сртовите, по ридовите тие се повлекуваат и пукаат. Така што оние шпекулации дека 6 куќи се погодени, дека има многу цивили повредени на Република Македонија. Да, еве го сега Љубе Бошковски, министар за внатрешни работи, тој беше таму кога влегува специјалците. Што се случи во моментот кога тој ја дава оваа изјава? Гледате, треба да еве да ја проследим изјавата и мислам дека сликата ќе покаже пука на нас, да. Дали има уште терористи во селото? Има мала група која е пред малку неутрализирана и очекуваме до крајот на денот безбедносните сили потполно да го стават под контрола селото Ваксинци, а во текот на утрешниот ден и другите села. Што е со другите села, Слупчане и Лојане? Па во Лојане, во околината на Лојане е разбиена една поголема терористичка група над селото. Инаку безбедносните сили го имаат обколено селото, се повикува цивилното население со мегафони да ги напушти куќите и да се приклучи кон безбедносните сили за да безбедно заминат во правецот на Куманово.
Значи, она што го ветивме, она што го најави државниот врв, дека со максимална внимателност, иако нацијата беше во исчекување, полека да се заврши оваа заложничка драма, таа полека е во реализација, во завршна фаза и очекуваме дека се ова ќе се заврши со најмални можни човечки жртви. Па, локалното население е во една фобична ситуација, но полека, еве, како што кажав пред малку, почнува да излегува од куќите и да се приклучува кон безбедносните сили. Никој во оваа држава нема кредибилитет да подпишува со оние кои ја ранија македонската држава, кои извршија агресија врз македонската држава и тоа е веќе Ево тоа е тој момент кога пука од Ваксинце, иако се влезени и специјалците, иако се води борба од куќа до куќа, сепак не има неколку куќи кои што ги држат терористите и кои што го искористи моментот додека ние снимавме да пукаат од таа страна. И последна информација е дека околу 200 цивили кога ние го напуштавме овој район, дека се движат во правецот кон Табановце со бело знаме и дека не е дефинирано дали ќе се обидат да влезат на косовска страна или ќе има, еве тука подоцна ќе може да се види дека има голем број на медицински возила кои што очекуваат тука да ги пречекаат цивилите и да им ја окажат потребната помош. Инаку да споменеме дека тоа што беше кажано на пресконференцијата, дека 2 деца од Липково се донесени, односно од Матече. Едното дете го донал градоначалникот на Липково и кога војниците му понудиле помош, дека било рането со прострелна рана, не сакал да прими никаква помош, сам го однел и уште едно дете исто така од Матече со прострелна рана, за која што се вели дека е од небрежност од страна на терористите, дека му е повредена ногата и тоа е излечено. Ова инаку возилото на опсе што денеска е забележано кај Слупчане југозападно од селото и на инсерти веќе може да се види средбата на опсе со луѓето во униформи, со некои луѓе. Да, тоа е без таблички, возило на опсе, снимано е од телевизија Нова. На пресот официјално прашуваме дали побарале тие, се гледаат луѓе во црна униформа таму кај што се со него. Дали знаат дека на каков бил начин е побарано да им дозволат да контактираат, ни демонтира дека воопшто од нив не е побарано. Добро, објаснувањето на опсе официјално беше дека тие не разговараат со терористи и дека се обиделе да влезат во селата каде што се терористите за да видат дали може да бидат евакуирани цивилите и дека тоа била причината за влезот. Добро, снимкава покажува дека сепак тие имале средба и на своја рака без да ја најават кај македонските безбедносни сили. Ова се возилата значи кои чекаат на евакуација на цивилите. Да, кои чекаат на евакуација и она што беше кажано на пресот дека мотивот за оваа акција е токму хуманитарната катастрофа која што им се заканува на бегалците, односно на заложниците внатре, а и оние најави за исклучување на водата за Куманово кои што се закануваат на целиот град. И основен мотив исто да се попречи демобилизираната ова ПМБ која што се обвинува преку Миратовци да се спои со она. И уште една информација само да кажеме дека според некои полициски извори дека постои можност сите овие групи доколку успеат да се спасат и доколку ќе се обидат преку Косово повторно да влезат на рејонот на Тетово во наредните дни. Значи шара да бидеме, да очекуваме дека можеби тоа ќе биде нека нова криза. Добро, благодарам за овој извештај. Како што кажавме, во кризниот регион има околу 10.000 цивили, така вели и Меѓународниот Црвен крст се очекува во текот на ноќта. Старци, жени и деца. Според изјава на еден од жителите на Ваксинце, тие живеат на самиот излез од селото и на нив да стигнат довдека им помогнале македонските безбедносни сили. Би рекол веќе стандардно за изминативе 3 недели тие живееле во подруми, не знаат ништо и немале никаков контакт со терористите. Тоа што тука се случува, присутни се екипи на медицинскиот центар од Куманово, еден од бегалците е веќе згрижан имал, но се пука и се слушаат детонации. Мила, има информација дека дел од дека такви обиди постоеле, но се осуетени. Благодарам, тоа беше Мила. Со жестоки артилериски тенковски напади утрово во 8 часот започна офанзивата на македонските безбедносни сили против терористите, кои 22 дена под своја контрола држат повеќе села во Липковската општина. Главните удари на артилеријата беа насочени кон целата Слупчане и Ваксинце,
кои од 3 мај важат за главни упоришта на припадниците на ОНА. Гаѓани се и погодени повеќе куќи во селата. Во нив биле наместени снајперски и митралески гнезда, како и повеќе позиции на терористите. Акцијата можеше да се насети уште синоќа. Хеликоптерите на РМ во извидничка мисија цела ноќ ги надлетуваа липковските села и ги бележат движењата и позициите на терористите. Армискиот портпарол, полковник Благој Марковски, изјави дека акцијата е предизвикана од преголемата арогантност на терористите и нивните постојани вооружени провокации и има за цел заштита на животите на војниците. Неполн час по почетокот на акцијата, армиски извори соопштуваат дека војниците на РМ ги опколија сите села и ги прекинале сите врски помеѓу терористичките групи сместени во нив. Ова е надлезот во селото Ваксинце. Македонските тенкови и војниците ги зазедува своите позиции над местност на рудничка колонија, во близина на рудникот Лојане. Во офанзивата малку подоцна се вклучи и хеликоптерите на РМ. Во 11 часот тие действуваа во околината на Слупчане. Погодени се позициите на терористите во често спомнуваната Борова шума. Од тука, од таа местност најчесто беа напаѓани македонските војници и полицајци во изминатите 22 дена. По овој напад, главните борби се преселија за дридовите на селата во Липковскиот крај. Околу Пладне, хеликоптерите на РМ ги нападнаа позициите на терористите кои се наоѓаат за дридовите во околината на селото Алашевци. Според нашите информации, дел од терористите се обидувале да се извлечат и да избегаат на Косово, а во близина на Алашевци имало подготвено нови ровови. По овој напад започна и напредувањето на тенковските единици кон првите куќи во Ваксинце. Овој тенк го напушти местото каде што стоеше од почетокот на кризата. Покрај нив, кон селото Брза и специјалците и пешадијата. Точно е 15 часот. Борбите во Кумановско како да замреа. Сепак, ретките рафали детонации кои се слушаат доаѓаат од зад ридовите кои се наоѓаат во позадина на селата Слупчане и Ваксинце. Оттаму се гледа и чат. Една терористичка група се засолнила во задружниот дом, од каде што пукале врз армиските и полициските сили. На пат кон селата, каде што се биеше битката, нешто по 15 часот се упатија и специјални. Безбедност на селото Слупчане, најмалку 10 цивили загинале, а околу 200 биле ранети. При експлозијата на бомба во близина на подрумот, јавите на полковникот Благој Марковски за состојбите на теренот, а јавуваат и за договорот меѓу Џафери и Мирија Ахмети. BBC ја пренесува изјавата на Љубен Бошковски кој вели, доколку навистина договорот е потпишан, албанските лидери треба да се повлечат од политиката. Во овој контекст BBC ја пренесува и осудата на Европската унија на направениот договор. Странските медиуми во голем дел се задржуваат и на заминувањето на специјалниот пратеник на ОПСЕ од Македонија Роберт Фровик, под, како што вели Reuters, неразјаснети околности. Но нагласуваат дека во прашање е неговата иницијатива за диалогот во кој ќе бидат вклучени представници на ОНА, за кој Македонија се оценува. Како експерт на МПРИ е ангажиран од страна на владата како советник во реорганизацијата на АРМ според стандардите на НАТО. Денешна Нова Македонија, повикувајќи се на своји извори, пишува се формира гранична единица, да не се опремува армискиот состав со офанзивни оружја и барал радикално намалување на активниот воен состав. Македонските безбедносни сили офанзивните дејствија против терористите ги започнаа во 8 часот изутрина. Ваквата акција беше преземена заради постојаните вооружени провокации од терористите, нивните прегрупирања на теренот и заради засиленото малтретирање на цивилите кои понатаму ги користеа како жив штит. Македонските безбедносни сили нешто околу 11 часот 2 хеликоптери нападна позиции на терористите во шумата над Ваксинце. Истиот напад се повтори и во попладневните часови. Целта беше да се обикола терористите во кризниот регион и да се создадат услови за евакуација на цивилното население. Затоа и над Ваксинце се пробија тенкови и оклопни транспортери на армијата на Република Македонија. Во 11 часот беше освоена местноста Рудничка колонија близу село Лојане, пошто таму влези македонската полиција. Нешто по 14 часот македонските безбедносни сили ги зазедоа позициите кај првите куќи кај Ваксинце. Терористите цело време возвраќаа со оган од снајпери и минофрлачи. Таквиот обид го направија и придавање изјава на министерот за внатрешни работи Љубе Бошковски за медиумите, непосредно пред Ваксинце, кога 2 куршума од снајпер поминаат над нашите глави. Вака сега сме тука негде 400-500 метри од за политички оценки околу пишаната платформа на ова место овде каде што сме на линијата на одбраната на македонскиот суверенитет, мислам дека нема. Доколку е подпишана таква некаква платформа, таа може да биде во една квази форма која не може да биде прифатлива
нити од Република Македонија, нити од меѓународниот фактор. Никој во оваа држава нема кредибилитет да подпишува со оние кои ја ранија македонската држава, кои извршија агресија врз македонската држава и тоа е веќе Не репетирај позади таму. Само не биде. Ако нашите безбедносни сили повеќе од 3 месеци се на првата линија на фронтот и ги доживуваат овие напади од терористичките групации, еве и вие сте сведоци на еден таков напад во живо. И се надевам дека денеска со овој голем празник македонски и вие со ова Божјо спасение, со свети спас ќе бидете спасени и ќе се вратите во вашите редакции со ексклузивните изјави од првата линија на фронтот. Минути имало интервенција од Меѓународниот комитет на Црвениот крст за наводно разрушени подруми во селата и голем број цивилни жртви. Ваквите информации од војни извори беа демантирани и потврдија дека воопшто немаат дејствувано во селата, туку исклучиво во реоните над нив. Офанзивните действија на македонските безбедносни сили во Липковско-Кумановскиот регион беа преземени со цел разбивање на терористичките групи и спречување на опасноста за евентуално нивно спојување на релацијата Ваксинце-Лојане со терористичките групи од правец на Миратовац од другата страна на границата. Операцијата предвидуваше можност за припадниците на Министерството за внатрешни работи да обезбедат простор за излекување на цивилното население, изјави портпаролот на Министерството за одбрана Ѓорѓи Трендафилов. Генерално нема отстапување. Во северно Ступчане, кога врз нашите безбедносни сили било действувано со снајпер. Вакви провокации биле регистрирани во периодот од 1 часот по полноќ па се до 4 часот изутрина од повеќе места, од Лојане, од везот на Миратовац, од Опа и од Ваксинце, информира портпаролот на армијата. Имаше интервенција од Меѓународниот комитет на Црвениот крст, кои се пожали веќе под контрола на македонските безбедносни сили. На тоа претходеа артилериски напади кои во текот на ноќта сопре, значи вчера акцијата што започна. 7:20 часот утрово почна артилериски напади на Ваксинце. Во текот на ноќта имало во Ваксинце и действувањето на македонските безбедносни сили. И навидум не изгледаше оштра акцијата, дури ние новинарите сметавме дека денот е многу помирен во однос на вчерашниот и навистина бевме изненадени кога дознавме дека Ваксинце веќе е освоено. Ова се значи артилериските напади што ги имаше над селото. Нешто подосна околу 11 часот, освен артилеријата, на ова подрачје действува и хеликоптерите. Највпечатливата слика беше од действувањето на хеликоптерите и од действувањето на артилеријата која се наоѓаше многу близко пред Ваксинце, токму и со артилерија се влезе во селото денеска. Хеликоптерите, значи, како што реков, действуваа некаде околу 11 часот, изфрлија неколку гранати на Ваксинци и тоа било клучниот момент. Терористите го напуштиле селото по ова, разбиени се во неколку групи кои се обиделе да се извлечат над селото. Тука се елиминирани, дел од нив се кријат според податоците од безбедносните сили, дел од терористите се кријат во околните шуми во близина на Ваксинце, меѓутоа според истите информатори од безбедносните сили велат дека не се движат кон останатите села, например кон Слупчане, кон Оризаре, затоа што според информациите што ги добивме од гарнизонот не е можно да бидат таму, затоа што македонските безбедносни сили се распоредени речиси на сето ова подрачје. И потврда за успешната акција добивме денеска околу 17:30 од портпаролот на македонската армија, од полковникот Благоје Марковски. Арама полковник Благоје Марковски, нашите сили во Ваксинце најдуваат на жесток отпор од страна на терористите, кои населението го држат како жив штит. Во моментот македонските сили во Ваксинце напредуваат етапно, при што се врши претрес од куќа во куќа. Хеликоптерите на Арама од типот Ми-24 денеска на 2 пати беа вклучени во операциите на теренот. Првиот пат е во 11 часот и 15 минути. Действуваа врз терористичките позиции на ридот над Ваксинце, а вториот во 14 часот и 20 минути во правец на село Лојане. Инаку, изминатата ноќ мина со многубројни провокации, при што албанските терористи од селата Слупчане и Оризаре
Во неколку наврати отварале оган од автоматско оружје и снајпери, соопштија армиски извори. Гласините од терористичките групи дека обколиле полициската станица во село Матејче, повода се упатат новинарските екипи во тој правец. Како што можеше да се види на самото место, припадниците на Министерството за внатрешни работи нормално ги обавуваат своите должности, а ситуацијата е нешто понапната од пред 2 дена кога бевме во ова село. Утринава во 4 часот терористите действувале врз пунктот пред полициската станица пред Матејче со минофрлачи и со автоматско оружје. Тие се спуштиле од кај Отља, односно од позициите што ги има на цело Матејче. Пукале од сите страни кон сите места што ги држи полицијата, повредени нема. Колку за подсетување, во Матејче до пред 2 дена има останато мал број жители. Во моментов повеќето жители од Матејче го напуштаат селото, како што велат тие се упатени кон Дебелда и Бузовик со опасност да ги заобиколат единиците на КФОР и да се инфилтрираат на територијата на Република Македонија. Со употреба на тенкови и хеликоптери. Еден полицаец и двајца војници изутринава се полесно ранети од снајперски оган. Локалното население од селата Оризар и Од каде терористите со 120 мм минофрлачи, автомати, снајпери и митралези пукаа на македонските безбедносни сили. Ноќта била пожестока од утрото. Терористите на 2 пати со снајпери и автомати пукале на полициската станица во Матејче. Еден куршум поминал покрај лицето на еден специјалец во Матејче. Тој е полесно повреден во вилицата. Полесно се повредени и двајца војници кога утрово се обидувале со мегафони да го повикаат населението од Слупчане да се евакуира. Најжестокиот одговор на македонската полиција и војска на терористите беше во 8 часот утрово и траеше во текот на целиот ден. 2 гранати околу Пладне завршија кај селото Лопате. И додека борбите кај Слупчане беа најжестоки, Ваксинце беше мирно. Ова се првите куќи во селото Ваксинце, инаку главните снајперски и митралески гнезда од каде што терористите пукаа во изминатите 20 на дена. Од вчера во 17 часот ова село е под контрола на војската и полицијата. Вратите на куќите беа се уште затворени, а полицијата во нив најде снајпери, пушки, золји, медицински материјал. Овие слики говорат за тоа кој, освен цивилите, престојувал овде. Рововите се долги и ги поврзуваат боровите на куќите. Најјаките упоришта биле овие куќи. Но Ваксинце се уште не беше сосема безбедно. Истрели се слушаа од источната страна. Кај се терористите од Ваксинце? Меѓу мажите бегалци, во затвор, убиени или сега десуваат во Слупчане? Еден дел од албанските терористи кои го тероризираа населението во Ваксинце, од самото село и неговата непосредна околина се разбиени и уништени, а еден дел најверојатно е концентриран во Слупчане и неговата околина. Тинската ракавица, но полицијата не одговара што таа покажала. Во Кумановскиот затвор има одредена група осумничени, но засега полицијата без детали за нивното действување. Нема одговор и дали е разбиено јадрото на терористичката група, што се случува со водачите со коли, хисни, шакири, оджа. Во Лојане останале 10 муниција, рачни фрлачи, золја и бомби. Трябва да се договорим сега, дали се утавицу ги паѓа на избори ради отвор. За кој не е любо да се договорим с Знае чему е овој. Да, жените и карабинот. На прилодите на селото беа поставени барикади со кои што терористите имале намера да ги попречуваат македонските безбедносни сили.
Операцијата за разбивање на терористите во селото е изведена крајно внимателно со цел избегнување на жртви кај цивилното. Продолжуваат борбените действија на македонските безбедносни сили. На провокација на терористите од селата Слупчане и Оризаре, македонската армија и полицијата делуваат во овој регион. Во текот на попладневните часови се очекуваше поголема група цивили да ги напушти овие две села, но заради непрекинатите провокации од страна на терористите, текот на борбените действија не дозволуваат движење на потегот Слупчане, Оризаре, Куманово. Над 5000 жители од овие села се уште се заложници на терористите и не ги напуштаат селата и покрај неколкуте борби во моментов се водат токму во Матиче, каде што, како што веќе речива, денеска се водеа нежестоките судири на македонските сили за безбедност и албанските терористи. Портпаролот на армијата, полковник Марковски, изјави дека во овој момент действуваат тенковите и артилеријата на македонските сили за безбедност, како одговор на нападот на терористите, изведен со минофрлачки и золи врз полициската станица, која веќе неколку дена е цел на напади. Одговорот уследи по откако во Матиче на полициските сили во Матиче им пристигна, денеска им пристигна засилувањето, полковник Марковски изјави дека е прашање на време, во секој случај само неколку часови, кога, како што вели терористите, кои се наоѓаат во западниот дел на селото, од правец на селото Отле и во близина на манастирскиот комплекс над селото ќе бидат поразени. Това најмногу действувале од целата Матиче и манастирот над него, од целата Отля и од Виштица. Безбедносните сили возвратија со артилерија и тенкови. Во два наврати АРМ ја користеше својата воздушна коњица, хеликоптерите. Прв пат околу 14 часот, а попладне од воздух жестоко беа нападнати позициите на терористите во Слупчане и Оризаре. Околу 18 часот терористите започнале да пукаат и од своите позиции во Матиче и Отля. Исто така возвратено и со артилерија и со тенкови. Во текот на ноќта полициската станица во Матиче била постојано под оган на терористите. Полицајците успеале да ги отпијат западите. Бидејќи тежиштето на борбите во Кумановско се пресели кон ова село, македонските сили упатија за засилување во тој регион. Полицајците и војниците бргу се распоредија на своите нови позиции, пошто терористите започнаа со вооружени провокации. Засилувањето испратено по поместувањето на фронтот кон Никуштак. Вчера на патот помеѓу Ваксинце и Слупчане, за време на повлекувањето јубен командатот на ОНА за Кумановско, Сабир Лимани, познат под името командант Тигар. Дознаваме дека се работи за близок роднина на Џалит Хасани и еден од групата кичевски бомбаши. Во успешната акција на АРМ и на МВР е ранет и неговиот заемник Наим, кој се наоѓа во импровизирана болница во општинската зграда во село Липково. Ова е причина поради која терористите се повлекле кон Отле и Матич. Убиството на командантот Тигар, така наречениот командант Тигар, во вчерашните часови, особено попладнените часови, значи после неговото убиство, причини да има одредена дезориентираност кај терористите меѓу нивните сили, што очигледно беше и се повлекле. Во Ваксинце, по претресот на неколку куќи е пронајдена писмена документација во која се поместени имињата на припадниците на ОНА од селото. Покрај нив и кај повеќе жители на Ваксинце, кои се евакуира од селото, се пронајдени барутни честички на нивните раце и најверојатно против нив ќе бидат поднесени кривични пријави. Некои од нив ќе одговараат и за злосторства, велат високи полициски извори. А по половина час силите беа дополнети со нови единици на македонската армија и на македонската полиција. Од страна на македонските безбедносни структури, како што ни информира полковник Благој Марковски, нема ниту повредени, ниту е оштетена борбената техника. Полицискиот пункт никогаш не беше во обрач на терористите, нити би ние дозволиле таква ситуација, особено што непосредно до полициската станица Матиче имаме и армиски безбедносни структури. Тешко го раниле и заменикот на Фадил Лимани Наим, кој бил пренесен во импровизираната болница на терористите во Липково. Од медицинскиот центар во Куманово велат дека таму нема хирурзи од овој центар. Според наши извори, ликвидацијата на Лимани предизвикала деморализираност во редовите на терористите и од фронтот избегале 60 терористи. Постојат индиции дека е можно дел од терористите да се преоблекуваат во цивилна облека и преку представниците на Меѓународниот Црвен крст и на ОПСЕ кои го излекуваат цивилното население да се обидуваат да го напуштат тоа подрачје. Терористите не се предаваат кај нас, но оние што ги но меѓу редовите на Ваксинчани има еден добар дел и од терористите што тоа посебно го испитуваат или веќе го испитаа
Скопско Арачиново, бидејќи македонските безбедносни структури што се распоредени јужно од целата Никуштак и Виштица, успешно ќе ги спречат евентуалните вакви обиди. Токму од овие села и од Матејче, вчера и денеска кон Арачиново се упатиле повеќе од 1000 жители. Портпаролот на генералштабот на АРМ, полковник Благоја Марковски, не информира дека детонациите што се слушаа во попладневните часови во Ваксинце не биле од вооружени действија на терористите, туку македонските полициски сили при чистење на теренот ги деактивирале пронајдените минско-експлозивни направи. По влегувањето на македонските безбедносни структури во неколку села во Кумановскиот регион е заплената документација што говори за улогата на секој поединец во структурите на терористите, со цел да се спречи тоа. Од Слупчане, на што е одговорено со акција на хеликоптери на армијата на Република Македонија. Половина час подоцна провокациите се повторија, при што беше отворен снајперски митралиски оган сега и од позициите во Оризаре. Ваквите провокации предизвикаа реакција од страна на македонските безбедносни сили кои возвратија со артилериско оружје. Над ридовите во село Слупчане можеше да се забележи густ чад од погодените позиции на терористите кои најверојатно се повлекуваа нагоре. Ситуацијата многу посериозна во Матејче, каде што терористите действуваа од Отлја и од манастирот Матејче. Можеше да се забележат погодени позиции на локалитети зад црквата во селото, но и по ридовите над Матејче. Војни извори тврда дека ситуацијата во селото е под контрола. Кон 18 часот во Матејче се упатија и влегоа дополнителни сили, односно оклопно механизирани. Така изгледа. Имаше информација дека околу 16 часот е действувано и од правец на Никуштак, дека со минофрлачи е гаѓано и на македонската војска и полиција и од тој дел. На прашањето дали терористите сега одат кон Арачиново и Никуштак, добивме информација дека во најголем дел одат северно од ридовите на селото Матејче, а дел се повлекле кон Арачиново и Никуштак, од каде што действувале. Инаку, додека ние бевме во Матејче, се случи и гранатирање, обид да се гранатираат позициите на македонската војска во Куманово. И, имаше и вест во Франс прес дека е гранатирана и базата на Квор. и базата на Квор. Причината овие гранати кои паднаа во Кумановската фабрика за кожа, во фабриката за цевки и 2 во Режановсе, тоа е село близу Кумановски. Сврлиле 5 гранати од минофрлач 120 мм во насока на Куманово. Една од гранатите паднала на покривот на фабриката Искра во близина на касарната, 2 во фабриката Кожара, при што било уништено едно возило и 2 во Реженовце. Ова информација ни ја потврди и портпаролот Штабот на АРМ Благој Марковски, кој овој терористички напад го поврза со завчерашниот во Лопате, каде што терористите со граната погодија една куќа, при што беа повредени незините сопстеници. Во текот на денешниот ден, албанските терористи со снајпери, автоматско оружје, минофрлачи, золи и митралези действуваа од Отлја, Оризари и од Слупчане. Опасноста, како што рече полковник Марковски, се зголемуваше од час во час, а најсилни вооружените провокации беа меѓу 10 и 13 часот. Од страна на македонските безбедносни структури, чија денешна акција имаше 2 цели: да го исчисти теренот во Матејче и да го извлече цивилното население, беше соодветно одговорена македонската полиција се внатре во Матејче, но во манастирскиот комплекс над Матејче, на падините на Скопска Црнагора, се уште има терористи. Ефикасноста на акцијата во манастирскиот комплекс е сложена, рече Трендафилов, бидејќи се работи за место што е историско богатство. Отпадници од терористите во Матејче можно е да има и во Ропајце. Полковник Марковски информира дека представниците од Меѓународниот црвен крст регионот околу него. Селото уште на почетокот на кризата беше во рацете на македонските безбедносни сили, а терористите вршеа повремени напади од ридовите над селото. Во последниве денови терористите се спуштија до селската џамија, а ситуацијата стана сложена во текот на вчерашниот ден, пошто во селото влегоа и оклопно механита џамија, каде што за многу брзо време ископале ровови. Се работи за 200 до 250 терористи, но не се исклучува и можноста да ги има многу повеќе. Тие се групирани во повеќе куќи кај џамијата, од каде што стрелаат со снајпери. Во изминативе денови терористите стрела и со минофрлачи и вршеа жесток напад врз нашите сили. Во текот на вчерашниот ден со координирана акција, македонските безбедносни сили ги потисна нагоре во правец на село Отлја. Денеска во попладневните часови во селото пристигне министерот за внатрешни работи Љубе Бошковски. Тој ги посети првите борбени редови, а во полициската станица во разговор со припадниците на Министерството за внатрешни работи изворно се информираше за ситуацијата во селото.
Па самите сведоци дека тука се водат улични борби. Нашите сили напредуваат чекор по чекор. Мислам дека Матејче оваа ноќ ќе биде потполно под контрола на македонските безбедносни сили. Цело време терористите гаѓаат и со снајперска муниција од типот црна стрела. Тие се уште имаат позиции во и кај манастирот Света Богородица над Матејче. Гледа Чад, погодени куќи, македонските сили за безбедност се обидуваат да ги избркаат и последните групи албански екстремисти кои ги има уште во неколку куќи од селото кои ги користат како мицалетски гнезда, од каде што гаѓаат, напаѓаат врз припадниците на македонските сили за безбедност. Освен потврдената информација за тројта ранети припадници на АРМ, како што рече и ти, неофицијално има уште четворица повредени припадници на македонските сили за безбедност. Тројцата порано ранети војници беа префрлени во медицинскиот центар во Куманово и се очекува секој момент тие да бидат префрлени во клиничкиот центар во Скопје. Неофицијално повредите се од полесна природа и нивните животи не се во опасност. Немо велам дека, барем според она што ние го знаеме овде, и што ни потврдија воени извори, во Никуштак немало борби, тоа се, велам, детонации од експлозии кои се случуваат на еден поширок појас од селото. Изостува е опремен со тешко оружје. Освен за воздух. Она со што действуваат терористите се со минофрлачи, се обидуваат да ја погодат полициската станица, действуваат кон македонските безбедносни сили. Македонските безбедносни сили действуваат пак во зракеат многу селективно и на терористичките упоришта. Со артилерија, со рафали, со митралиски оган беше направен обид да се потиснат терористите и после неколкучасовни жестоки судари успешна беше акцијата на македонските безбедносни сили затоа што терористите почнаа да се повлекуваат од зад џамијата. Овие куќи што горат се во моментот кога ги снимавме, значи беа погодените терористички упоришта од каде што тие во текот на изминатите 4 дена упорно се обидуваат да упатат гранати кон полициска станица во Матејче. Ова се гранатите кои паднаа некаде околу 13 часот во близина на полициската станица во Матејче. Сето ова што може да се види е резултат на гранатите од терористите, деловите од шрап. Терористичките провокации. Рече си не цел час по ослободувањето на заробениот војник, терористите повторно се огласија со своите смртоносни пораки. На овие провокации повторно мораше да се одговори. Но овој пат пожестоко, бидејќи состојбата со местното население, кое на оружените банди служеше за подготвување на засолништата, за регрутирање под присила, како и за задоволување на нивните нечовечки потреби, веќе започна исполнет со борби. Утрово, неколку минути пред 7 часот, терористите ја нападнале полициската станица во Матејче. Нападот е изведен од целата отлија. Уништени се неколку битни објекти на терористите. Беше забележена Народниот Црвен крст имала желба да сили од вкупно 11 села кои беа под терористичка опсада, под своја контрола ги ставија само селата Лојане и Ваксинце. За месец ден од кризата се појавија нови проблеми. Најголем е секако позиција отворен минофрлачки оган од џамијата во Матејче. Во 6 часот и 50 минути терористите се огласиле со дејство врз еден од нашите хеликоптери, но тоа било без ефект. Заради беше забележена една колона од албански терористи кои се обидуваат да заземат позиции непосредно во околината на манастирот во Матејче. Колоната е уништена, броеше, мислам, околу 20 до 30 терористи.
И по 12 часот од страна на македонските безбедносни сили е уништено едно бункерско место на потегот Виштица Матејче. Во остварената комуникација со Меѓународниот комитет на Црвениот крст било констатирано дека не постојат услови за евакуација на цивилите заради дестрични гранати, противтенковски мини, рачни бомби, муниција од различни телевизија. Беше видливо оцекувањето на логистичката поддршка која ги дополнуваше резервите на групите на Дреновци. март. Тенковите на Тетовските улици уште во раните утрински часови ја најавуваат завршната операција на безбедносните сили на Република Македонија за конечно разбивање на терористичките упоришта, од каде што 12 дена се пукаше над Тетово, но и се тероризираше целата македонска јавност. Утринава во 7 часот македонските безбедносни сили започнаа офанзивни действија, жестоко одговарајќи на провокациите на терористичките групи, кои веќе 12 ден напаѓаат позициите над Калето, населбите Дреновец и Колтук и од целата Селце, Гајре, Бејце, Лавце и од Гермо. Тенкови оклопни транспортери со пешадички сили на македонската армија действуваа над Тетовското теке. Во офанзивните действија беа вклучени хеликоптери на македонската армија. Селата Гајре при нападот биле полесно поведени тројца македонски полицајци, кои потоа биле префрлени во Тетовскиот медицински центар, информираше директорот на центарот, господинот Раим Тачи. Податоци. А како ги добиле повредите? Дали се тоа шрапнели од мините? Да, тоа се шрапнели од мините, но екстремитетите се погодени полицајците. И се случат од правец на кризниот Липковски региони, борбите се уште траат. Детонациите се резултат на действувањето на артилеријата и тенковите по вооружените провокации од страна на албанските терористи, кои како и секогаш до сега користат минофрлачи, снајпери, автоматско оружје и сите целокупниот арсенал со кој располагат. Според нашите информации се действува кон 4 села: Отља, Оризаре, Слупчане и кон селото Матејче, кој од денеска е под контрола на терористите. Инаку, како што кажав, целиот ден помина мирно и без борби во целиот регион. Вчера вечер околу 21 часот е напуштена полициската станица во Матејче, а полицајците се повлечени назад во Куманово. Ниту еден од официјалните лица или од високите функционери во МВР не излезе во јавноста со образложение зошто и од кои причини се напушта ова село и се остава под контрола на терористичките групи. Според високи полициски извори, повлекувањето е сторено со добра намера за да се реализира коридорот за евакуација на цивилите од селото Липково. Започната рано изутрина продолжува. Нашите безбедносни сили, според армиски извори, действуваат со сите расположливи борбени единици и средства на теренот, според предвидената динамика врз позициите на албанските терористички групи во селата Матејче, Отља, Слупчене и Оризаре. Акцијата е преземена за обкружување на терористите и нивно издвојување од цивилното население и протерување од ликовските села. Втората, или може би првата цел на офанзивата е спречување на хуманитарната катастрофа на 120.000 жители на Куманово и неговите приградски населби, кои веќе 3 дена се без вода од градскиот систем, кој се напојува од ликовските акумулации, што се под контрола на терористичките банди. Акцијата, велат армиски извори, се одвива успешно и без загуби, а терористите се принудени на бегство по околните ридови. Македонската војска и полицијата почна акција која што има за цел разбивање на терористите во Кумановско-Липковскиот регион, создавање услови за санирање на состојбата со водоснабдувањето во Кумановско и извлекување на цивилното население, што во заложништво е повеќе од 1 месец. Во акцијата македонските безбедносни сили го употребуваат сиот расположив воен арсенал. Во текот на денов, со силна артилериска поддршка, на теренот се создадоа услови за координирани действија на сите единици, при што албанските терористи се веќе опколени од нашите борбени формации.
Попладнето на пресконференција, портпаролот на генерал... Тоа се потврдува со нашите денешни борбени дејства, при што во секое дејствување, по точно селектираните, точно утврдените цели, надвор од населените места, пред се во ridestите реони над селата, секое дејство беше пропратено со силни експлозии, не заради тоа што беше резултат на нашето дејство, туку што беше резултат на тоа што се активира сите оние борбени средства, амуниција што постоеше во овие ридишта. Сетина униформирани и вооружени припадници на ОНА се појавиле во ова село кое е во непосредна близина на Скопје. Во Арачиново нема струја, а не функционираат и телефонските врски. Полицијата е околу селото, но не и во него. Зад мене е полицискиот пункт поставен на 2 километри пред Арачиново. Тука безбедносните сили контролираат се што влегува и излегува од селото. Само ретки возила на собствен ризик одат и се враќаат од Арачиново. Ова се група локални жители на Арачиново кои доцна попладне се извлекуваат од селото. На тракторот се жени, деца и повозрасни мажи. Очевидци тврдат дека попладне од селото излегол средновечен маж, македонец, претепан од терористите кои се во селото. Инаку денеска многу контрадикторни информации за бројот на терористите во Арачиново. По вчерашните официјални полициски тврдења дека станува збор за група од 30 вооружени екстремисти, преку ноќ тврдењата радикално се менуваат. За време на акцијата на чистење на теренот во ова село, 4-члената група била нападната со минофрлачи. По инцидентот војниците се излечени и префрлени во воената болница во Скопје. Во истиот период е повреден и еден полицаец за време на терористичкиот напад врз полицискиот пункт во село Опаев. Нападот е одбиен, а полицаецот е префрлен во Скопскиот клинички центар. Денеска и кај Гошинце двајца ранети војници. Тие упаднале во заседа постојано терористите во тој регион. Војниците имаат рани по нозето, но се вон животна опасност. Инаку, третиот ден од офанзивата на македонските безбедносни сили во Липковската општина помина со постојани борби, но со послаб интензитет. Иако беше најавено напредување и навлегување на пешадијата во селата Слупчане и Оризаре, полициските сили од реонот се повлекува во 13 часот. Не се знае дали повлекувањето е заради инцидентот кога загина капетанот на АРМ или е од тактички причини. Наместо навлегување во селата, безбедносните сили се обидува со повремени артилериски напади да завземат нови позиции на влезовите од селата. Хеликоптерите во 3 наврати дејствува во заднината на Слупчане. Полицијата која го придружува полковникот Ристо Галевски, раководител на оделот за полиција при МВР, влезе вечерва во Арачиново, а неговата придружба беа и наблюдувачите на ОПСЕ, Европската унија и на НАТО. Во близината на средината на селото веќе сретнавме екипа од посматрачката мисија и неколку жители на селото Арачиново кои што во текот на целото дејствување во целата кризна состојба биле присутни во Арачиново. Инаку, од она што сега во моментов кога се движиме можеме да го забележиме се многу разумнати објекти, но се има и објекти кои воопшто не се нарушени, кои воопшто не се оштетени. Поголем број на прозорци и стакла од близните куќи се оштетени. Исто така по патот можевме да забележиме и неколку мртви животни, а инаку до сега нашето присуство во селото, освен неколку жители што го поздравија, можеме да кажеме дека е безбедно и дека нема ништо, потполно е мирно и тивко. По нашиот престој во селото ќе добиеме изјава од полковникот Ристо Галевски, која што во текот на дневникот се надевам брзо ќе ја испратиме за целта и понатамошните акции на Политичките групи и гнезда во село Никуштак. Албанските терористи повремено се огласуваа со снајпери и со митралески истрели. Во 12 часот и 30 минути разбиена терористичка група која се движеше од Никуштак кон Матејче. Повредени и ранети во денешните действија на безбедносните македонски структури нема. Терористите како штит ги запалија нивите со жито околу Никуштак и Виштица. По вчерашната напната ситуација во Куманово и во селата Уминдол и Љубодрак, кога жителите поставија барикади за да не може да се извлечат терористите од Арачиново, денеска апел за толеранција и за разбирање на средбата на кумановскиот градоначалник со група албански интелектуалци од овој крај. И председателот на Комисијата за меѓунационални односи во Кумановската самоуправа, жител на Черкеско село Ферис Дервиши, апелира за разбирање и нагласува дека нема да се дозволат немири во ова село.
На километар и пол од село Грушино го регистриравме местото и возилото во кое вчера по 16 часот действуваа македонските безбедносни сили. Рентакар возилото Kia Sport Jeep со регистарски таблички СК388ЈА се движело по земјен пат придружувано од неидентификуван црн Голф и не застанало на предупредувањето. Нашите сили прво действувале во воздух, а четворицата патници, за кои е утврдено дека имаат дипломатски пасоши, почнале да бегаат. Едно лице е повредено и веднаш згрижено. Кај овие лица се пронајдени мапи и одредена сума девизи. На самото место можевме да се увериме дека се работи за чиста дезинформација и шпекулација, дека овие возила биле во Това голема напнатост. Пред влезот во селото се уште стојат барикадите кои вчера ги поставија тамошните жители во знак на револт, оневозможувајќи на автобусите кои ги префрли албанските терористи да поминат по патот. Во Арачиново е стационирана македонската војска, но на позициите од пред 3 дена. Албанските терористи, кои Арачиново го држаа под опсада повеќе од 2 недели, се префрлени во реонот на Кумановското село Никуштак со автобуси на американците од контингентот на КФОР. Конвојот со албанските терористи сместени во 9 помали автобуси со 30 на седишта и нивното оружје со камиони вчера вечер по 19 часот биле префрлени во Никуштак. Таму тие се истовариле, а од камионите си го земале оружјето. По пристигнувањето во Никуштак, нашите информации говорат дека терористите задржале 3 автобуси собственост на американската фирма Брајан и Рут, а останатите ги пуштиле да се вратат. Според втората варијанта, терористите во Никуштак се префрлени во раните утрински часови. Извори на еден од КФОР ја потврдија информацијата дека денеска околу 12 часот италијанскиот контингент на КФОР започнал со хеликоптери да ги транспортира ранетите албански терористи од воениот дел на Скопскиот аеродром до базата Бонстил на Косово. И додека портпаролот на Заднинскиот штаб на КФОР во Скопје ја потврди оваа акција, воените лица во Бонстил ја негираат, велејќи дека воопшто немаат такви сознанија, а дека е транспортиран само еден повреден американски војник. Денеска извори на еден велат дека од аеродромот Петровец најмалку 3 пати полетел италијански воен хеликоптер, кој претходно долг период не бил во функција. Според изворот, хеликоптерот има капацитет да понесе максимум 50 лица. Дознаваме дека уште вчера вечер во базата на Косово се префрлени двајца команданти на терористите, Хоџа и Волк, со сериозни повреди на главата и дека едниот од нив починал на... Без мандат, американците од КФОР се согласили да влезат во селото и тоа да го сторат. И нивниот план за извлекување се пролонгирал, велат упатените, поради фактот што во Арачиново екзистирале 4 банди со нивни водачи, кои меѓу себе се расправале дали да прифатат или не. Една група се обидела сама да замине во Мојанце, но во тоа била спречена од македонската полиција и војска. Втората причина за пролонгирањето била помошта што терористите ја барале за нивниот командант Волк, кој бил ранет во главата. Прашањето било каде тој да се оперира, во Скопје, на Косово, во Бонстил или на некое трето место. Волк е извлечен од Арачиново, вели истиот извор, но му се губи трагата и неизвестно е дали е жив. Повлегувањето на американците во Арачиново разоружени се, како што е договорено, на екстремните терористи, а останатите со автобуси и со нивното лично оружје по неколку часовни обиди и покрај бариерите од граѓаните кај Уминдол и Ченто, одведени се кај Никуштак. Ова било единственото реално решение за окончување на 18-дневната криза во Арачиново. Во спротивно, Солана не прифаќал никакво понатамошно преговарање, додека не заврши. Протести пред македонскиот парламент, кои се случија како реакција на незадоволството поради постигнатото примирие во Арачиново, кое, како што се вели во соопштението, произлезе од силното меѓународно влијание. Партијата го разбира револтот на граѓаните, се вели во соопштението од оваа партија, но се оградува и најжестоко ги осудува облиците на вандалско и непримерно однесување кои нанесуваат штета на Република Македонија. ВМРО влада на национален спас и инсистира Трајковски, Георгиевски и Црвенковски да се обратат на граѓаните пред и во парламентот. Демократскиот сојуз апелира до граѓаните да останат присебни и воздржани во превземање на било какви акции со кои може да се усложни состојбата, а на албанците да не ги поддржуваат терористите. Либералната партија го смета за оправдан гневот кој го искажа народот во синоќешните протести. Но исто така смета дека во вакви моменти најважно е да се одржи редот во државата и да се сочува вербата во незините демократски институции. Социјалдемократската партија најновите збиднувања во земјата ги оценува како најтрагични моменти во историјата на македонскиот народ и изразува загриженост поради притисоците и заканите за запирање на акциите кои ги вршат западните земји и САД. Граѓанско-либералната партија смета дека искажаниот револт на граѓаните представува логична последица на некомпетентното водење на државната политика од страна на државниот врв. И оваа партија ги повикува граѓаните да ја сочуваат присебноста и рационалното патриотско однесување со одговорност и заштита кон националниот и државен интерес.
Светскиот македонски конгрес од председателот и владата бара да ги превземат сите мерки за сузбивање на тероризмот, протерување на Албанија. Со наблюдувачи од ОПСЕ, Европската унија и НАТО влезе во Скопското село Рачиново. Значителен број полициски екипи пред кои одеа екипите на обезбедување почнаа да влегуваат во првите куќи и дворови. Интересно да се каже дека полицајците беа распоредени во повеќе тимови, а во секој тим има по еден полицаец од албанска националност, а со нив и една жена од албанска националност. Првите куќи кои се на жители од македонска националност беа значително уништени и оштетени, а до овој момент за овие 2 часа на расчистувањето, полициските екипи поминаа повеќе од 1/3, веројатно некаде и повеќе од 1/3, затоа што веќе се наоѓаме скоро до центарот на селото. При расчистувањето на куќите и дворовите беа пронајдени повеќе неиспалени гранати, односно 10 рачни минофрлачи, 10 моментни тромблонски мини, противтенковски мини и тие 3 од нив се веќе деактивирани. Имавме можност да чуеме 3 експлозии во текот на нашиот престој овде. Најдена и друга муниција која се уништува заради безбедносни причини и не се транспортира. Додека влегувавме во куќите заедно со македонската полиција, досега не сретнавме ни еден од жителите на куќите, но забележливо е дека внатрешноста на куќите е речиси испразната и оној малку инвентар што е внатре е речиси искршен. Оштетени се зидовите, прозорците, а најмногу крововите на куќите. Во неколку штали имаше дури неколку животни кои успеале да преживеат и покрај тоа што нивните стопани не биле таму. Акцијата на полицијата досега тече добро, успешно, без инциденти, а за секој случај екипите за деминирање и проверување на теренот одат први. Во овие моменти се движиме кон центарот на селото, а веќе пристигнуваат и други странски и домашни екипи на повеќе медиуми. Во селото е Главните утврдувања на терористите биле во горните куќи, но ровови имало и на главниот пат. Ова е само еден од рововите на терористите кој е направен на почетокот на селото, освен како скривалиште се користело и како мини амбуланта. Утрово се вратија и првите жители во селото, но поголемиот број од нив ги најдоа своите домови разурнати, како последица на офанзивата и жестоките борби со терористите. Сега се вратија во куќата да ја видам. Што ги правите се? Што ги правам на улица, што може да правам? Кажи ми што да правам, секој ќе ми искочи до сусрет. Дојдов на 9, на кратко 10 минути што може земав и сега ми е враќање. Марика и Круна останале во Рачиново за време на опсадата од терористите и офанзивата на македонската полиција и војска. Круна живеела во подрумот на соседот албанец Шаим и двете раскажуваат за терористите и силните пукотници. И како беше тие денови? Тоа е страшно. Тоа е страшно. Фала Богу што останавме живи. Тоа е најважно. И вдица шава. Кај се крие за тоа? Шајна. Каде овај комшијата. Подрумот? Доле у село. Ја у село бе. Удобното доле под џамијата. Таму сум ја па едни комшии имаше не наши беа албанци, каде не ги бе. Колку луѓе останаа во селото? Само ние двете. А има и двете од македонците? Нема. Све се отиде. Па не останавме тука, ја имаше некои работи тука да свршим у градо. Да вршим некои, да зимам за окото некои работи. И ние останаме тука. Она козичу. Ја имаме стоката, па стоката знаеш дека каква е. Стоката сега умира за јадење. Ја стоката не остави, си остана ја тука. А оно беше едно време мирно. Немаше ништо. Мир. Кака гледна овие виште да краднат, каја дојдоа да разбиват. А не од Бога, тоа е се од народ. Какви беа луѓето во униформи? Кои дојдоа? Како војнички. Оружје, пукат не смееш да придеш и да не речеш. А што ви рекоа на вас тие луѓе во униформи кога дојдоа овде? Кај да Ние рекоа ние не работи, од мене се крија. Ние нас вика нас ние не ви закачаме, они. И си гледнаа си по куќите. Гледнаа се куќите, све извадија, све однесува. Све од мене. Све од мене. Све. Празни куќи останаа доле. Да видите куќа каква е, све падна. А добро, кај се кријат тие во униформите во вашите куќи? Не. Тука на едно место се почи кога моја плења ова бутнаја, ја една карпа. Глезна, една карпа. И овака чурлјок, не една чурлјок. Ја искочи и они беа си замина. Не ги видел.
Од кога не ги видовте? Одма кога дира од доле селото. Кога излеговте вие надвор на улица? Прв пат? Смирија се. Јас се смирија Сабалето не сме искочки, не смејат. Не смеја? Вашите комши останаат? Нема. Спрега. Сега спрега. Има некои. Има сега има нема. Не спрега. Бекер кал. И она што беше никогаш. Позициите на македонската одбрана пред селото Уминдол. Нашите војници и полицајци соодветно возвраќаат на нападите. Нешто пред 19 часот се забележани зајакнати раздвижувања на терористите и во районот на Слупчане и палење на првите куќи во селото. Засега од нејасни причини, не информира полковникот Благоје Марковски. Истовремено терористите дејствуваат со минофрлачи, митралески и снајперски оган од боровата шума северно од Слупчане. Детонациите што во овој час се слушаат во Куманово се одговор на нашата одбрана. Повремените провокации од Никушта кон армиско-полициските единици кај Уминдол, со паѓањето на ноќта стануваат се почести и пожестоки. Нашата одбрана жестоко возвраќа и ги држи во становените позиции, вели портпаролот Марковски. Но и оваа ноќ за високите реони на Шар планина повторно се слушнаа неколку детонации. Според армиски извори, станува збор за нови провокации на албанските терористи, на кои македонските безбедносни сили соодветно одговараат. Овој пат се дејствуваше во реонот на селата